пријатели, ние пак на градилиште. Овој пат најголемото градилиште на стамбени објекти, најголемиот комплекс кој што го радиме во моментот, тоа е комплексот на Скопје Eastgate Living, каде што Кнауф е одговорен за целиот внатрешен комфор во зградата. Звучна изолација, термичка изолација, биолошки комфор. Освен системите за сува градба, ги работиме и системите за малтерисување и глетување. А денеска ќе ни биде соговорник Јусоп Пепич, Пепо, кој што повеќе од 20 години е Кнауф инструктор за градежни системи и кој што е познат во градежништвото како професор по малтери. Видиме шо вика и да видиме шо ќе ни објасни. Ајде. Јусоп Пепич, Пепо, или што го викаат нашите соработници од системите за малтерисување, професор Пепо. Пепо, кај сме денеска, кажи на нашите пријатели од Facebook и зошто сме тука? Се наоѓаме комплексот згради на Eastgate. Можете да видите околу, се наоѓаат 4 објекта на кои што се применува палета Кнауф производи, од кои ќе ги наведам сувата градба. Тоа се системите V112 и опшивка V623. И како и којата специјалност? Програмата, системот на машинско малтерисување Knauf MP75 Lite глед малтери. Зошто еден архитект или еден инвеститор би се решил у кава зграда да направи со гипсен глед малтер? Сепак се работи за една основа од понобетон, тоа е, како што гледате, итунг, кој што во својот состав, меѓу другото, има карактеристика каде што ја упива многу водата и од тој аспект мора да се примени грундирање, тоа го вршиме со грундир мител, разреден со вода. И во такви услови можеме да добиеме идеална дебелина, минимална од 1 сантим, при која што ние како Кнауф гарантираме за квалитетот и издашноста на материјалот, што е императив, мала потрошувачка, висок квалитет, изглетована површина. И брзина веројатно, машински малтер, а? Бидејќи се работи за машинско нанесување, се разбира и брзината во тој контекст на оваа квадратура, некаде се работи околу 70.000 квадрата, мора да се запази временскиот момент. Кога би било рачно, ова би било година дена. Па нешто би било година дена, туку било и подолго од аспект дека немаме такви кадри за работа веќе. Значи модерните технологии си го направија своето. Брзина, рамно, квалитетно, брзо. Па, во чекор со Европа, меѓу другото градежништвото тука во тој поглед би кажал не заостанува зад европското. Што прави Пепо на објект ваков? Која му е функцијата на Пепо кога дојде на објект што се работи со Кнауф? Како што кажав претходно, машинското малтерисување Knauf MP75 Lite подразбира еден систем на вредности кои што мора да се запазат. Во зависност од основата, како што се гледа одека, се работи за итонг или силкапор, кој што е јако пивлива материја и од тој аспект да не дојде до прегорување на влагата која што содржи при машинско малтерисување, мораме да имаме соодветно грундирачко средство кое што ќе возможи што се вика соодветна работна фаза од 200 минути и минимална дебелина, а тоа е, како што спомнав, грундир мител, производ на Кнауф, емулзија, која што, меѓу другото, служи да ја задржи влагата на основата на зидот, а со тоа да возможи непречено и квалитетно малтерисување на изведувачот, конкретно екипата која што го работи тоа. Не можевме да застанеме на хубаво место за да не ги обясниш грундовија, а? И бето контакт и грундир мител. Шо е ова? Се наоѓаме во простор кој што е соодветно обработен со подлоги. Можете да видите жолтово, тоа е она што го спомнав на грундир мител, кој што регулира појноста на водата од материјалот, а црвеново што се наоѓа на бетонските подлоги, тоа е бетон контакт. По подготовките, меѓу другото, спаѓа и лепењето на аголна малтер лајста. Тоа е ќошот од бетонскиот столб, греда, како и шпалетните околу прозорците. Груб е бетон контакт, мора да завете малтер, така? Мора да е груб,
проста причина, затоа што во себе покрај смолата содржи и зрна на кварцен песок, кои што всушност ја прават адхезијата. Секоја гладка површина, без разлика дали се работи за греда, столб или за плафонско платно. Што со плафониве, како се обработени плафониве? Плафониве овде претходно е направена подлога бетон контакт, после тоа е ставена наша глед маса Biofinish Pro. Директно на бетонот, да? На подлогата на бетонот бетон контакт. Да. Колку беше прилика дебелината на овој? Во зависност од тоа дали ќе се бандажира, како е структурата на изведбата на бетонското платно, првата фаза може да биде и 3 мм, некаде 4, ако има некои прекршувања. Сепак се работи за запазување на квалитет на една хомогена површина, да нема рефлексија на светлост. Што е искуство на крајниве корисници, луѓе што ќе живеат овде? Во биологијата на гипсот. Осеќа ли живот во здрав материјал? Тоа е најважното. Човекот кај ќе живее. Ние и така млада генерација во наводници се движиме надвор. Меѓутоа, постарите лица, да не зборам бебињата, малите деца, тие се претежно 20 сата минимум затворен простор. Тоа многу значи тој простор дали е хидроскопен, дали акумулира влагата, дали одржува идеалната влажност, 55 до 60% влага. Единствено нешто што може да ги запази тие норми на културно и здраво живење, тоа е Knauf MP75 Lite. Минатата недела еден клиент збориме во една зграда што веќе функционира и ми вика, Блажен, вика, имам планинска клима, вика, на 5 спрат, вика, устанат. Па не само на 5, тоа може да биде и приреземи, ако е нашиот материјал во прашање, кој е запазен. Универзално. Да. Колку време си со гипсани на малтери? Со гипсаниве малтери 18 години, со гипсот 31. Значи, си ја заслужил титула професор што ти ја доделуваат луѓето? Да, претерува. Пепа, фала на времето. Те оставаме на твојата должност, на твоето работно место, следење на Knauf објектите со каде што се работи со малци системи за моторисување, па да се гледаме на поголеми објекти, а? Па поелите пак со тоа што, мајки предвид кај работиме, ќе мора да земете неколку дена слободни, Да за да ги прошетаме. поминеме сите објекти низ Македонија. Фала ти многу. Се гледаме.